И сега вие имате производство тука и на која и тука е сега, че државата покрива. Денеска ми представува особена чест и задоволство што ја посетувам оваа реномирана компанија Pofix, која што во последните години е брзо растечка. Гледам дека сопствениците на компанијата имаат инвестирано сериозни средства, имаат направено сериозен индустријски капацитет за производство на градежни материјали. Во соработка со Комората на Северозападна Македонија, со господинот Неби Хоџа, денеска сме во посета на оваа компанија и веднаш после посетата на компанијата ќе имаме еден панел, еден состанок, значи на Штуловиот универзитет, на кој што ќе имаме средба со повеќе компании од регионот, каде што ќе ги објасниме мерките од новиот закон за поддршка на инвестициите на економијата. Законот е закон кој што ги поддржува македонските компании, кои што ќе се охрабрат да инвестираат, кои што минатата година инвестирали и следните години ќе инвестираат, бидејќи македонската економија нема шанси ако не е извозно ориентирана. Таа треба да биде извозно ориентирана, да освојува пазар во светот, а во светот цел свет е конкуренција. Ние мораме македонската економија да ја направиме конкурентна, а за тоа треба да се инвестира во нови технологии и управо тука државата преку законот сака да им помогне на компаниите да инвестираат во нови технологии и треба да се инвестира во кадар кој што ќе ги води тие технологии и тој кадар да биде подобро платен. Мислам дека со законот кој што минатата недела помина во владата и веќе дефинитивно е јасно дека ќе се имплементира и со мерките од Фондот за иновативност кои што се насочени за мали, средни и микро предпријатија, ќе обезбедиме услови македонската економија побрзо да расте. Јас ги охрабрувам сите стопанственици во Република Македонија да ја препознаат оваа и следните години како години за инвестиции во нови технологии, во нови производи и во нови производни капацитети кои што ќе треба да бидат значи на пазарот во Европа и пошироко. Се надевам дека ќе имаме успех во тој дел. Сум сигурен дека доколку стопанствениците тоа го препознаат, ќе вроди со плод и за развој на македонската економија, и за развој и зголемување на бруто домашниот производ, а пред се за доброто на граѓаните, бидејќи конечно граѓаните ќе бидат тие што ќе работат во тие компании и граѓаните ќе бидат тие кои што ќе видат најголем бенефит. Се надевам дека и младите луѓе во Република Македонија ќе си го најдат местото во оваа програма и нема да имаат амбиции да се ицелуваат од државата, него напротив да останат во државата и да продолжат да живеат и да ја развиваат. Видете, тешко ние ќе наоѓаме како стопанственици, јас сум поинако за помали плати. Времето ќе покаже дека тоа е. Нема биле превземени од веќе постојни компании. Се 10 од нив треба да бидат една од овие 4 категории. Или да превземете од други компании. Ама ни во 2017 година имате 200